Поздрав од студиото на телевизија Канал 21, почитувани гледачи, вие да следите емитувањето на програмата на Канал 21, меѓутоа и првото издание на емисијата Актуелно. Што повеќе од Актуелно, ако не изборите кои што следуваат. По знак прашалник или не, без разлика, сето она што значи представување на политичките партии на програмата на телевизија Канал 21 продолжува. Овој пат ми е особена чест да разговарам за една партија која буквално значи освежување на македонската политичка сцена. Може би предпоставувате, меѓутоа, да кажеме, во наредните 30 и повеќе минути ќе говориме за левица. Она што левица успеа да го направи за релативно кратко време и да се појави како еден од поважните политички субјекти во рамките на политичкиот живот во Македонија. Сето она што го носат, сето она што како партиска платформа е основна определба на членовите на оваа партија, ќе биде тема на разговорот кој го водам со еден од кандидатите за пратеници во изборната единица 3, нашиот сограѓанин Бобан Кочовски. Ви благодарам за поканата. Се надам дека ќе имаме интересен разговор во кој што ќе дискутираме, како што кажавте, за политичката платформа и по самото завршување на емисијата се надам дека на нашите сограѓани ќе им биде малку појасно за што се залага левица. Тоа не се сомневам со оглед на актуелноста на левица во изминативе месеци од она, би рекол, прегрупирање на силите во рамките на левица или, ако може така да се каже, условно речено чистката во левица и останување на она јадро кое што всушност ќе ги трча парламентарните предвремени избори оваа година. Еве, најнапред, кои се основните столбови, што е она што е основа на платформата на левица, што како политичка понуда ќе го изнесе на овие избори? Да, значи, уште на почетокот, како што кажавте, нашата партија беше формирана во услови кога беше политичка криза, во која што груевизмот беше заменет со заевизмот, и сосема на нашите политички почетоци ние се појавивме на парламентарните избори во 2016 година, на кои што за жал не освоивме ниту еден пратеник, но тоа се покаже како одскочна даска, врз која што ние ги темелевме нашите идни успеси, конкретно нашите членови и симпатизери од ден во ден се зголемува се повеќе, а тоа допринесе на локалните избори во 2017 година ние да добиеме неколку советнички места на територија на целата држава. За потоа на претседателските избори да не излеземе со наш кандидат, но се разбира на овие избори ние ќе атакуваме на пратеничка група во изборните единици од 1 до 6, без да имаме наши представници во 7-та изборна единица кој што се однесува за диаспората. Конкретно, што ме прашавте за политичката платформа. На пленумот кој што го државме во декември минатата година, меѓу другото ние усвоивме нашата политичка платформа, во која што ги утврдивме основните насоки на нашата партија и за тоа ние зашто всушност ќе се залагаме едниот период и во кои насоки ќе оди нашата партија. Конкретно, основните насоки на левица се антиимпериализмот, новиот социјализам, потоа други насоки кои што се важни за нашата партија се работничките права, социјалната правда, државното здравство, државното образование и многу други работи кои што се надам дека ќе ги дискутираме во денешната емисија. Сосема на почетокот би започнал со работничките права и тоа дека левица е пред се работничка партија која што уште од самите почетоци па до денес се залага за правата и интересите на работниците и на работничката класа. На кој начин? На кој начин? Преку непосредно давање на правни совети, преку водење на судски постапки кои што ние целосно ги плаќаме. Конкретно во моментов ние застапуваме над 500 вработени, поточно поранешни вработени во фирми кои што или паднале под стечај или пак биле избркани. Таков и случајот со АД Стоби, конкретно в конфекцијата од Велес, која што остави над 250 работници на улица, кои што голем дел ние ги застапуваме. Уште од самиот почеток со нивниот случај ние им излеговме во пресред, ги средивме документите кои што ни беа потребни и ја започнавме правната постапка која што во моментов е во тек и не можам баш додам во специфики за самата постапка, но се надам дека во најбрзо можно време ние ќе имаме позитивен исход за сите тие работници кои што го загубија својата работа. Така, интересен пример што го дадовте. Дали делувањето на левица во овој контекст е надвор од политиката? Левица не действува само со политички
начини, туку ние пред се гледаме да им помогнеме на работниците на кои што им е потребна таа помош. Значи, ние од наши лични финансии ги плаќаме самите постапки на сите овие работници. Тоа е нешто што ниту една друга партија го нема направено до сега и верувам дека во блиско иднина нема ни да го направи, затоа што ние од тие финансии ги плаќаме нашите канцеларии широм државата, водиме и завршивме пререгистрацијата која што ние целосно ја плативме, значи на тие луѓе кои што се потпишаа за пререгистрација на левица падна на наш трошок. Тоа е огромна сума за мала партија како нас. Секако ние исто така и медиумски пробуваме колку можеме да им помогнеме, но реалноста е дека во моментов голем дел од медиумите своевидно не бойкотираат и не можеме да ги постигнеме нашите цели на начин на кој што ние сакаме да ги постигнеме, но и на овој начин преку социјалните медиуми постигнуваме соодветни услови. Спомнате бойкот од страна на поедини медиуми. Да. Според вас која е причината? Постои ли тука страв од нешто што доаѓа, што допре да доаѓа? Точно така, значи голем дел од медиумите кои што не бойкотираат се блиски до власта моментална и не им одговара целата ситуација со левица, бидејќи ние се залагаме против нивните вредности кои што не носат еднаквост меѓу народот, не носат материјална правда, не носат никаква стабилност на самата држава. Значи нивните вредности кои тие ги промовираат се само профитот и ништо повеќе. Гледаме дека во нашата држава работничките права се сведени на минимално ниво. Тие многу често не добиваат ниту соодветна плата која што е со закон утврдена да биде минимална од 14.500 ако не се лажам, а во реалноста и во праксата работодавачите глумат некои своји вазали и им исплаќаат многу помало од минималната. Потоа тие не им ги даваат ниту деновите за годишен одмор, што нас особено ни смета, бидејќи секој работник кој што честно го заработува својот леп, треба да има годишен одмор во кој што нели да се релаксира малку и да продолжи во понатамошниот процес на работење. Потоа К15 многу од случаите не ги исплаќаат. И морам да напоменам дека многу од луѓето кои што се обратиле кај нас имаат проблеми со стажот, нешто што на крајот при земањето на пензијата ќе имаат голем проблем, но ние ќе се обидеме тоа да го решиме во што е можно поскоро време. Секоја политичка партија има општ таргет. Имате ли вие таргет кога во прашање вашето делување со оглед на фактот кој што е неминовен, тоа е дека сте особено би рекол популарни најмногу кај помладата генерација, најмногу според анкетите кај интелектуалците и сличи на тоа. Да, значи најголемата популација која што не поддржува е младата, баш поради тоа што оние кои што не поддржуваат се деца на транзицијата или внуци на транзицијата и се деца на стечајци или внуци на стечајци. Наш таргет не би може да кажем дека е некоја конкретна група, но сепак ние сме работничка партија која што се залага за работниците и работничката класа. Под работници не подразбирам само луѓе кои што работат во конфекции, туку тоа се сите оние луѓе кои што врз основа на својот труд и не искористувањето на туѓиот труд за да направат профит врз основа на тоа, ние пробуваме да ги застапуваме нивните интереси, односно тоа е најголемиот дел од нашата држава, кои што работат за некои си 200 евра плата, а сврзуваат крај со крај од месец за месец. Конкретно, ние сме на страната на работниците, сакаме да ги зголемиме нивните права, да им ги подобриме условите и секако стечајците. Стечајците многу од партиите не ги ни спомнуваат или кога ги спомнуваат ги користат само за некои си политички игри и цели и тие многу вешто манипулираат со нив, ветувајќи им решавање на проблемот. Реалноста е дека поминаа 20 и неколку години од сета ситуација со приватизацијата, конкретно Велес беше еден од најпогодените градови и голем дел од семејствата се уште ги немаат добиено своите плати кои што честно си ги заработиле. Тие плати никој ги се уште не сака да им ги исплати. Ние како партија, за разлика од нив, како што кажа, сме деца на транзицијата, деца на стечајци, конкретно јас сум човек кој што израснал во куќа со самохрана мајка и со баба и дедо стечајци кои што работеле во Нокатекс и во Порцеланка. Родителите на професорот Апасиев исто така се стечајци кои што се уште ги немаат добиено своите плати. И многу други кои што нели, конкретно во Велес, секој втори или секој трет човек е или поврзан со некој стечајец или е лично стечајец. Можеме да говориме дека дел од определбите на левица всушност
за резултат на сето оно што се случувало во изминатите 30 на години и да видите одраз, израз на незадоволството не само кај народот, туку и кај реално вистинските членови на левица, кои што сето оно што ни се случува од транзицијата па наваму, всушност го почувствувале на свој греб. Да, точно така, значи ништо добро се нема случено од почетоците на владењето на СДС-ДПМН и ДУИ. Тоа е таа тројка која што само ротира, но ништо не се менува во текот на нивното владење. Точно се случија приватизацијата, се случува многу други затворања на фабрики после приватизацијата, многу луѓе останувале на улица, конкретно Свиднюк фабриката, А1 телевизијата, поскорешните се ОХИС, кои што ние исто така ги застапуваме, Еврокомпозит, кои што исто така ние ги застапуваме, Стоби и ред други фабрики кои што се затвараат поради алчните интереси на нивните гази. Значи за нив е проблем да дадат 1000 денари плюс ако работникот работи во недела или во сабота, а не е проблем да имаат по 10 коли или по 10 куќи, со цел тие да уживаат во нивните финанси. И сега, значи, нас ни смета целокупното општество, не само во делот со работодавачите и со работниците. Значи, ние имаме здравство кое што е пред колапс, образование кое што е пред колапс, ние имаме правосуден систем кој што е предмет на исмејување од сите власти кои што доаѓаат и кои што, нели, медиуми ги ноѓат нивните разноразни трас мерки, сваровски мерки, некои кои што од судиите направија предмет на исмејување. Тој предмет на исмејување нас ни смета премногу, поради тоа што правосудството не смее да биде предмет на такво исмејување. Правосудството треба да биде онаа власт која што ќе биде како своевидна контрола на штетните действија од страна на извршната и на законодавната власт. Се додека ние ставаме анонимуси од судии на уставните судови или апелациони или врховни, без разлика, ние на основни дори да ги ставиме. Ние ќе имаме држава како што е во моментов. А тоа нема да се случи во скоро време заради тоа што на големите партии повеќе им одговара да имаат судии кои што ќе им ги испорачуваат нивните пресуди, отколку да има правично судство кое што, нели, ќе помогне за просперитетот на целата наша држава и, нели, општеството во целина. Кои се останатите насоки или основи врз кои лежи, ако може така да се каже, политичката платформа на левица? Да, значи само ако не е проблем, би се надоврзал на делот со стечајците, бидејќи сметам дека треба да го знае македонската јавност тоа дека ние се залагаме за целосно обештетување на стечајците. Тоа би усториле на начин со кој што преку буџетот на Република Македонија ќе се исплати одреден процент од нивните поборувања. Во смисла, во период од 4 години да се исплатат по 25% од буџетот на Република Македонија, сите стечајци ќе бидат исплатени во рок од 4 години. Доколку за жал некои од стечајците нели починале, ќе бидат исплатени нивните деца или нивните најблиски роднини. Ова што зборувам не е некоја теорија или некое фантазирање, туку е реална можност тоа да се спроведе и бидејќи нашиот буџет дава пари во огромни количини за некои работи кои што нема значење за нас како општество, конкретно сите работници кои што нели на хартија се вработени во државната администрација, сега дома земаат огромен дел од буџетот на Република Македонија. Тука да не се лажеме, тоа треба да се реши и со тоа ќе испанат финансии за сите останати работи кои што во моментов не се решени. Во делот со другите насоки на нашата политичка партија. Значи, ние се залагаме за бесплатно здравство. Во моментов е актуелна ситуацијата со коронавирус. Значи, тоа е сериозна болест, подочно не е болест, туку е вирус кој што претежно ги напаѓа постарите лица, но не само постарите, туку и помладите. Нашето здравство се покажа како многу кревко во цела ситуација и верувам дека доколку не беа сите овие доктори и медицински сестри да бидат во првите редови на борбата против коронавирусот, кои што ги жртвуваат буквално своите животи од сабајле до вечер, некогаш дури и по неколку денови остануваат во болниците, ние ќе пропаднахме како општество уште првите неколку дена. Лично и верувам дека целата партија Левица ќе се сложи со мене дека на сите овие луѓе треба не само да им бидеме благодарни како општество за целата работа која што ја прават, туку треба да им се покачат и платите, да им се подобрат условите и секако моја лична желба е да им се доделат некои признанија за целата сработена работа, веќе сепак тие се таа линија која што не дели од анархија и тие се таа линија која што го дели нашето општество од пропасти, нели разноразни лоши действија кои што се случуваат во моментов, нели
маркетите се празнат премногу брзо, замислете што ќе се случи ако биде прогласена вонредна состојба и целото население се разболе, па тоа ќе станат разноразни штетни последици и по економијата и по целото општество во целина. Сега се вратиме повторно на профилот на Левица. Своевремено Левица имаше еден така речено авантуристички пристап кон сето она што значи вмешаност условно во шарената револуција. Па имаше инпут на голем број активисти кои што и не ги почитува основните постулати на Левица, имаше застранување на голем дел од членовите. Веднаш после тоа следуваше една пак условно речено чистка во Левица и јас би рекол веќе дефинирање на конструктот на партијата и се разбира сето она што како голем удел во формирањето на Левица го има професорот Апасиев, човек кој што е непопуларен помеѓу политичарите затоа што премногу знае, барем за сето она што можеме да го речеме минато и сегашност, претпоставувам и иднина според некои негови претпоставки, и полека, но сигурно веќе станувате како субјект. Меѓутоа, прашањето, суштината е, повторно ја имате среќата или несреќата да се средите, да се сконцентрирате и учествувате во изборен процес во кој што работите повторно не се на она место како што вие би сакале, со најмногу земајќи го во обзир постоечкиот модел на избори. Да, значи, што самиот почеток би сакал да кажам дека шарената револуција не беше СДСМ. Шарената револуција беше составена од луѓе на кои што поради разговорите кои што беа објавени од страна на СДС, се створи одреден револт кај целото население и се споивме како луѓе, како да го опишем овој дел, значи се споивме како луѓе со кои што ние го искажувавме нашето незадоволство. Потоа, тоа што шарената револуција беше киднапирана од страна на СДС, тоа е друг муабет, кој што тие сакаат да се презентираат како некои носители, но реалноста е дека тие се приклучуваат на самиот крај, кога веќе ние целата работа имавме сработена. И тоа беше причината сетемете настанот. Да, значи ние како партија не сакавме да имаме никакви поврзани точки со СДС, поради тоа што впрочем тие кои што се избркани од нашата партија беа инфилтрирани од СДС и секако нема честни намери, туку сакаа да спроведат некоја нивна агенда, која што за жал ние навреме ја увидовме и сега нашата партија е партија која што е составена само од идеолошки подковани лица, кои што се грижат за работниците и за работничката класа, како и за целокупниот развој на нашата држава. И спомнавме, се јавувате во време на невреме, повторно, како веќе конституиран политички субјект, значи сериозен на македонската политичка сцена. И повторно во еден изборен модел кој што не одговара, многу од помалите политички партии беа свесни дека времето не е за менување на модел, бидејќи релативно краток период беше од распишувањето на изборите, меѓутоа како сега ќе се снајдете во, јас би рекол, овој насочен калап на спроведување на парламентарни избори. Дека моделот не е совршен, говори и не само не е совршен, туку не е во ред за малите партии, говори фактот дека една изборна единица се форсираше уште пред да дојде СДС на власт, но тоа се уште не го спроведа. Во ситуација каде што би постоела една изборна единица, ние би имале многу повеќе пратеници од тоа што го имаме сега, тоа е 0. И доколку нови избори имавме една изборна единица, јас верувам дека ние ќе влеземе во собрание со многу повеќе од, би рекол, некоја бројка од 10 пратеници, но моделот е таков како што е, во суштина им одговара само на големите партии, но секако тие ги тоа нив не им смета поради фактот дека тие се го одржуваат нивниот политички монопол, дури во некои места да освојат помал број на гласови, тие ќе освојат пратенички места и целата ситуација е направена да одговара на големите. Тоа што мене лично не ми се допаѓа е трампањето со територии, кои што го направија непосредно пред да биде распуштено собранието, односно беше подпомогнат албанскиот електорат да добие повеќе пратеници на сметка на македонските пратеници, условно кажеме, бидејќи во моментов, нели, ние сме сепак надетничка партија која што не се занимава со тоа дали некој албанец, турчин, ром, бошник или било која друга етничка припадност, туку ние единствено се занимаваме со класната подела, бидејќи реалноста е дека средната класа е во изумирање и ние сакаме да го запреме трендот на тоа богатите да стануваат се побогати на терет на сиромашните, кои што стануваат се посиромашни.
Нас не ни интересираат тие подоби и сите оние политички партии и политичари кои што сакаат да прават политички поени, да добиваат фотелички во некои институции, на терет на ширењето на разликите на етничките заедници, нели создавањето на различни тензии помеѓу македонците и албанците пред се, значи тоа го осудуваме и сметаме дека таквите лица не ни се потребни на нашата политичка сцена. Пошто не че вие го следите емитувањето на емисијата Актуелно, разговараме со еден од потенцијалните пратеници во изборната единица 3, мислиш дека бевте на позиција 2, барем според оние први. Уште не е официјализирано, тука некаде повеќе сигурно. Тој е нашиот сограѓанин Бобан Кочовски. Кочовски, имаше ли некои обиди или иницијативи од страна на левица и останатите помали партии за некој евентуално можно групирање во политички блок на третиот пат или трет политички блок субјект со оглед на она што го говоревме сега, неповолноста на овој изборен модел? Реалноста дека некои помали политички партии се обратија кај нас со цел да си помогнеме самите на себе си, но остана фактот дека постои огромна можност да, доколку се влезе во собрание, да преостанат како оние независни од ДПМН, што впрочем ние го видовме периодов каде што некои помали партии јавно ја побараа поддршката на големите, конкретно на ДПМН и на СДС, и таквата коалиција нас само би ни представувала терет и секако таквите пратеници би се споиле со големите и ние всушност пак ќе останеме само на листата на левица, кое што подобро ние сами да тераме целата наша програма и ние самите да влеземе во собрание, отколку да се припојуваме со некои други партии кои што немаат честни цели и кои што немаат честни намери. Како што има истакнато многу пати професорот Апасиев, многу е подобро ние да не коалицираме предизборно и тоа него ни сторивме нови избори, а за после изборите, доколку влеземе во собрание, што ние реално веруваме дека ќе имаме одредена пратеничка група, ние би коалицирале само со онаа политичка партија која што би ни помогнала и нам и на целата јавност во Република Македонија, нели целиот народ во Република Македонија, кој што ќе го поништи Преспанскиот договор. Се друго паѓа во вода, така што Тоа ми беше следното прашање, го спомнавте Преспанскиот договор, меѓутоа јас ќе го споменам и договорот со соседна Бугарија. Да. Тоа се два договори кои според левица и изјавите на професорот Апасиев се исклучително контрадикторни, спротивни со сето она што значи македонско битие и обстојување на овие простори во наредните години. Најголемиот дел од левица, најголемиот процент се релативно млади луѓе кои што треба да живеат и во наредните 30, 50 и така натаму години, на кои што не им е сеедно што ќе се случува со Македонија во наредниот период. Тоа е, претпоставувам, една од главните причини за противењето покрај останатите во делот на политиката, во делот на етносот, историјата и така натаму. Па да слушаме нешто повеќе за тоа. Конкретно за Преспанскиот договор, уште при самото потпишување на договорот ние имавме јасен став дека ние сме против таквото потпишување, бидејќи самиот договор е штетен за македонците и македонскиот народ. Конкретно зборувам македонците како граѓани на Република Македонија, а не како македонците во смисла етникум. Секако ние уште при самото потпишување нели имавме јасен став за разлика од многу други партии кои што нема и кои што калкулираа во целиот процес. Се случи референдумот на кој што ние бойкотиравме и му кажавме на СДС и на сите останати кои што сакаа да го наметнат тој штетен договор, кој што пред се беше наметнат од страна на Грција, Европската унија, Калето и други западни амбасади кои што имаат некои нивни агенди, претпоставувам, на Балканот и ние не би сакале да бидеме дел од тоа. Да се вратам на референдумот, значи голем дел од партиите немаа јасен став и верувам дека конкретно за ДПМН можем да кажем дека доколку референдумот поминеше, тие ќе изјавеа дека се за, а вака изјавија дека се против. Исто така морам да напоменам на сите наши гледачи дека тие никогаш до сега нема јасен одговор за тоа дали ќе го поништуваат или нема да го поништуваат. Во однос на самиот договор, нас не ни се допаѓа влезот во НАТО. Ние сметаме дека НАТО пактот е штетен по целата држава поради тоа што огромен дел од нашиот буџет ќе треба да го донираме на НАТО со цел тие да финансираат некои нивни војни
за нивни лични интереси и нивни цели, кои што за нас немаат допирна точка. Ние исто така ќе ги жртвуваме нашите војници, кои што можат потенцијално да го загубат својот живот за некоја си војна која што ние влага врска немаме. И сега доаѓа прашањето и за бугарскиот договор. Бугарскиот договор за добрососедство е се само не добрососедски и има за цел да асимилира македонската историја, македонската култура, македонскиот идентитет. Ние таквите договори ги осудуваме и во најбрз можен рок ќе се обидеме да ги поништиме. Впрочем, што ќе го сториме и со Преспанскиот договор, поточно ние нема да го поништиме поради тоа што тој е правно неважечки. Таму според Апасиев постојат две опции. Да. Единствени опции. Да, постојат две опции преку Уставниот суд. Да се ангажира малку Уставниот суд, а не нели само да го гледаме по телевизија за некои пресконференции. Тие можат да го поништат законот со кој што самиот договор е ратификуван и спроведен во нашето законодавство, а другата опција е да се прогласи за ништовен поради тоа што самиот референдум не го постигна цензусот и автоматски доаѓаме до тоа оној референдум од 91 година, ако не се лажам, на кој што станавме самостојна суверена република Македонија, останала во сила за веки векови, се додека не се спроведе друг референдум кој што ќе го постигне цензусот и кој што ќе има задолжително значење. Или ако одиме по таа логика, сето она што се случуваше после 27 април, па намо е надвор закон. Секако дека надвор законот поради тоа што самиот договор не само што беше донесен на шверцерски начин, туку имаше подкупување на пратеници, вадени од притвор кои што беа во постапките на СЈО, беше објавен во службен весник без да биде потпишан од страна на председателот Иванов во тоа време. И знаете, целата постапка е надвор од сите правни норми, од сите правни можности за действување и сметаме дека тој договор е само некоја си правна фикција и дека со самото влегување во собранието ние ќе можеме веднаш во првите неколку дена да започнеме целата постапка со поништувањето, односно со докажувањето на тој договор дека е ништо. Колку според вас менталниот склоп на помладата генерација и всушност оние гласачите и дел од вашите членови е дојден до тој степен да полека но сигурно ги разбива токму овие состојби, да го разбие оној 30 годишен веќе, ја би рекол, диригиран или диригирано стагнирање во развојот на државата, со оглед на фактот што многу по-богати држави и држави со многу по-бројно население со слични средства до сега ќе беа Швајцарија. Точно така, значи младите гледаат дека тука иднината не може да ја добијат на начин на кој што би ја добиле во Германија, во Швајцарија или во некои други такви земји, поради тоа што не само што условите за работа се катастрофални, како што каже по здравството нема никакви услови, а сепак докторите кои што се останати тука го даваат својот максимум. Во образованието исто така, нема основни услови, односно нема учебници, нема други материјали, нема основни табли на кои што професорите ќе може да ја запишат целата материја. Тие сакаат нашата држава, значи конкретно за младите зборувам, тие сакаат нашата држава да ја направат погодно место за живење за сите нас, не само за младите, туку и за постарите генерации. И да се запре трендот на иселување со кој што ние останавме нација во изумирање. Значи секој квалитетен кадар и сите млади кадри ја напуштаат оваа држава, дел поради платите, дел поради условите, а најголем дел поради партизација во секоја пора на нашето општество. Ние гледаме некои партиски војници кои што се ставени на директорски места, ова се однесува за директорката Цаца, ако не се лажам, која што само заради некои нејзини лични цели и себе промовирање зарази неколку луѓе со коронавирусот, и тоа не само што е неодговорно за било која лице, а не пак директор кој што е ставен, таа треба да одговара според мене лично и кривично поради ширење на болеста коронавирус, независно дали е намерно или ненамерно, треба да биде одземена лиценцата и никогаш повеќе да не биде докторка во оваа држава. Кочовски, колку интелектуалната супериорност во левица е плюс, односно минус за левица? Па супериорност. Не знам дали е супериорност, но знам дека кај нас сите што доаѓаат и се членови, а посебно ова се однесува за президиумот и централниот комитет,
и ние имаме честни намери. Тоа е разликата помеѓу нас и останатите партии, бидејќи сепак има паметни луѓе и во другите помали партии и во другите поголеми партии. Дали е супериорност или не би сакал да дискутирам за таа работа, но сепак можам со мирна совест да кажам дека ние сме едни од најчестните и најискрени со граѓаните, бидејќи се што кажуваме го мислиме и се што правиме го правиме за нивно добро. Ние немаме ниту еден скандал со местење на тендери, ние немаме ниту еден скандал со местење на судски пресуди. Добро, не во можност. Да, дури и да сме биле во можност, јас верувам дека тоа не би го сториле. Сепак ние, иако не сме парламентарна партија, ние активно им помагаме на работниците. Доколку бевме некоја друга партија, можеби би таа друга партија би подлегнала на целиот тој процес и нели би се договорила со работодавачите и не би се замарала воопшто за работниците. За разлика од тие други партии, ние сме секојдневно подзакани, значи целиот процес на помагање на работниците не е лесен, тоа да не се лажеме, не е ниту ефтин. Така да верувам дека граѓаните ќе препознаат дека ние сме единствените застапници на работниците и работничката класа, така што на нив оставаме нели да проценат во целата ситуација. Кој е ставот на левица во однос на нашите аспирации кон Европската унија? Европската унија како Европска унија во моментов не е ништо подобро од НАТО. Иако ние се залагаме за некои европски сојузи, но во моментов гледаме дека самата Европска унија, конкретно од целата ситуација со коронавирусот, не им помогна на италијанците на никаков начин. И гледаме дека сега веќе ниту на србите. На никого буквално. И целата ситуација е таква да ние гледаме алчната и профитерска реалност за Европската унија, кои што гледаат само да искористат, а никако да помогнат. Има една интересна теорија која го прашува Европската унија, а тоа е редот на нештата, диалектиката, развојот. Што ќе рече за многу политички аналитичари и познавачи на политиката и сето оно што следува понатаму, се што има почеток има и свој крај. Така да за многу брзо време ќе се случи, барем според најавите и оно што можеме да го видиме, дека полека, но сигурно Европската унија ќе се распаѓа како сојуз, бидејќи редот на нештата го кажува тоа. Тоа е неминовност. Да, историјата се повторува. За жал, ние иако не сакаме самата Европска унија да пропадне или да се распадне, ние сакаме таа да изврши одредени промени кои што ќе значат нејзина искреност кон оние држави како нашата, односно Република Македонија, и сето оно што ќе го ветат тие ќе го исполнат. Гледаме ние на неколку пати тие ни ветуваат разноразни работи за на крава да двојни стандарди. Да, двојни стандарди, тоа воопшто нас не ни се допаѓа. Можноста да пропадне самата Европска унија не е воопшто мала и како што можеше една Римска империја да пропадне со толку години владење, зашто да не може ниту Европската унија. Но пак ќе кажам, ние не се залагаме за тоа Европската унија да пропадне, туку таа треба да изврши одредени реформи во самата унија со цел да биде искрена и честна кон сите нејзини членки. Мене се уште не ми е јасно зошто Европската унија не понуди никаква конкретна помош на Италија. Чекавме една социјалистичка Кина, која што тие секогаш ја напаѓа, да исполне во пресред не само на италијанците, туку и да помага секаде кај што може. Јас верувам. Колку левица е оптимист во делот на годината која би дошла кога би ние станале полноправен член на Европската унија? Па ако продолжат работите во текот со кој што се одвиваат сега, верувам дека би влегле кога моите внуци би биле некои 40-50 години или нешто така. А може би никогаш. А може би никогаш, да, значи целата ситуација е таква да нас не ветуваат разноразни работи само за ние да отстапиме од некои наши позиции, за на крај да ни речат пупу не важи, тоа повеќе нели не е во можност да се оствари и ни ставаат некои нови барања кои што ние треба да ги исполниме. Така да кои се вашите размислувања во делот на она што доколку да бидете избран за пратеник во Македонскиот парламент би го сториле кога е прашање Велес, вие потекувате, да сте од Велес. Да. Велес би требало поредот на нешто да биде во жижата, би рекол, на вниманието и интересот на сите оние кандидати за пратеници кои што се во оваа сфера. Точно така, значи доколку имам таа чест да бидам избран од страна на граѓаните, конкретно за Велес би сакал да ги подобрам условите за работа на сите оние работници, бидејќи Велес е град во кој што претежниот дел од работниците се во конфекциите и градежната индустрија. Пред се би сакал да се зголемат нивните плати, да се намалат притисоците кои што тие ги добиваат додека работат. Конкретно сега со апелот кој што ние како партија го дадовме за сите оние работници на кои што не им е дозволено да седат дома со нивните деца,
поради мерките од коронавирусот. Јас се зачудив од тоа колку велешени ми звонеа на мојот телефон и ми пишеа на мојот Facebook и ми укажаа фирми за кои што сум сметал дека се честни и дека се фирми од врвен калибар, за на крај да испадне дека тие всушност им прават притисоци и им делат откази. Конкретно, значи за Велес би сакал да го вратам да биде онаа движечка сила која што била во времето на Југославија, а не оној град кој што е во моментов, кој што нема прво нема луѓе во него, нема никаква индустрија. Живееме во град во кој што многу работи не се такви како што треба да живееме, во град полн со стечајци на кои што се уште не име ништо исплатено. Кога ќе ги решиме ние постепено сите овие работи, верувам дека од Велес ќе направиме град во кој што секој ќе сака да живее. Тоа со други зборови би значило дека Велес е филијала на најтешката социјала, барем во овој момент. Да. А што е оно што сметате дека требаше да говориме во оваа прва промотивна емисија на Левица на телевизија Канал 21, а не го споменавме? Па само некои мали финеси кои што заборавивме да ги спомнеме. Во однос на национализацијата на природните ресурси, ние се залагаме за целосна национализација на природните ресурси и во никој случај да не се дозволи приватизирање на водата, рудните богатства или шумите. Имаше обид во Дојран, СДС со некои профитери да ја приватизираат водата и организираа референдум по кој што ние испанавме на терен и им укажавме на граѓаните на Дојран и околните села кои се последиците од таквото приватизирање, зашто нели пропана тој референдум поради тоа што нашата активна работа им помогна на тие граѓани да сватат која е опасноста од самото приватизирање на водата. Тоа им всушност беше еден врел шамар за СДС и профитерите кои што сакаат тоа најверојатно да го сторат и на цела територија на Република Македонија. Меѓутоа тоа ќе беше погубно за државата. И сосема за крај, што би им порачале на граѓаните на Велес, на потенцијалните гласачи, во делот на она што значи ставови на Левица, слушнавме, кажавме, меѓутоа која е вашата порака во рамките на оваа прва емисија на Левица на телевизија Канал 21? Најнапред сакам да им порачам на сите граѓани да седат во своите домови во овој период додека владее коронавирусот, затоа што ниту еден митинг, ниту една политичка партија не е толку важна за да тие да го жртвуваат своето здравје, а потенцијално и својот живот. И им препорачувам да се придржуваат до мерките кои што се за превенција и заштита од коронавирусот, а потоа нели доколку имаат интереси да погледнат за дел од нашите залагања како партија. Пред се морам да напомнам дека ние како партија во овој период нема да работиме на терен, нема да тераме кампања како големите партии што веќе почнаа да тераат кампања, затоа што не е ниту време, ниту место за такво нешто. Пред се, доколку се следи во што е можно поскоро време цела ситуација со коронавирусот, би сакал да ја разгледаат нашата изборна програма, која што се надевам во некоја друга емисија дека ќе имаме можност да ја дискутираме и секако самите да проценат дали вреди да го дадат гласот за нас или не. Дали тие ќе продолжат да живеат во таа важна слика и важна реалност во која што СДС, ДПМН и ДУИ владеат со нашата држава или пак ќе решат да ја дадат поддршката за работниците и работничката класа. Кочовски, ви благодарам што гостувавте на програмата на телевизија Канал 21 во емисијата Актуелно. Ви благодарам. Тоа е поканата. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на емисијата Актуелно. Говоревме за програмските опредоби, видувањата, размислувањата на Левица. Партија која што веќе кажав на најавата и во текот на емисијата, релативно млада, меѓутоа според она што можевме да го чуеме, сепак е нешто што ветува. Дали тоа така ќе биде, ќе видиме во наредниот период, кога ќе имаме можност да разговараме многу повеќе за нивните програмски предлоги, она што значат учество во рамките на предвремените парламентарни избори. Од мојот соговорник беше еден од потенцијалните кандидати за пратени по македонскиот парламент во третата изборна единица од оваа партија, нашиот сограѓанин Богдан Кочовски. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата телевизија Канал 21.